Почитувани, добар ден! Го следите најновото издание на Црвена линија. Удрени две малолетнички од Кичево, возилото избегало од местото на несреќата. На магистралниот пат Кичево-Охрид сообраќајна несреќа помеѓу товарно возило Рено и патничко возило Мерцедес. Во Неготино сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Рено и мотоцикл управуван од малолетник. Во Штип патничко возило Кија удрило во малолетен пешак. 21-годишна девојка од Куманово, возејќи велосипед на булеварот Партизански одреди, удрила во пешак. Ова се сообраќајни несреќи од билтенот на Министерството за внатрешни работи во последните 2 дена. За среќа, во овие сообраќајни несреќи нема жртви, но има повредени со тешки телесни повреди. Ниската сообраќајна култура не е само кај возачите. Тука се и пешаците, велосипедистите, моторџиите и најново учесниците кои управуваат со електрични тротинети. Сообраќајна некултура, непочитување на прописите, неправилно паркирање и недостиг на сообраќајни полицајци се дел од сообраќајниот хаос во Македонија. Од Министерството за внатрешни работи велат дека едуцираат и казнуваат, но дека свеста кај граѓаните тешко се менува. Што може да се направи? Дали сметате дека треба да има уште поголеми казни, задолжителна едукација, повеќе сообраќајни полицајци или одговорите ќе ги кажете во ова денешно издание на Црвена линија. А јас секако ќе ве потсетам да не заследите на социјалните медиуми, почнувајќи од Facebook, профилот е Црвена линија, таму е добро познато дека можете да учествувате во оваа дискусија и преку коментари и споделување, но секако заследете го и профилот на Телма телевизија на Facebook. Меѓу другото ќе ве потсетам секако да дадете одговор на денешната Instagram стори анкета. Ке не заследите на Инстаграм, а прашањето на Инстаграм стори е следно. Дали треба да се полага за возење велосипед и електричен тротинет? Таму ќе видите имате две опции за одговор, да не кликнете на вашата опција, но секако најмногу ќе сакаме во живо во ова денешно издание на Црвена линија самите вие лично да не ги дадете одговорите. Особено не интересира колку сте задоволни, можеби и горди или воопшто не сте задоволни од сообраќајната култура или некултура во местото од каде што ни се јавувате. Според вас, каде го гледате решението за да се овозможи ред и секако се помалку да имаме сообраќајни незгоди. Како и да е, сите заедно сме учесници во сообраќајот. Без разлика дали управуваме со возила, дали возиме велосипед, дали возиме по најново електричен тротинет или сме само пешаци. Како и да е, се добива впечаток дека горе-долу малку кој всушност и внимава на сообраќајната култура. Како и да е, особено мислам дека денес генерално низ целата земја има интензивни врнежи на дожд и она што е општо познато дека при дожд особено настанува огромен хаос во сообраќајот, каде што и најчесто се добива впечаток дека се губи културата во истиот. На 023070005 со нетрпение очекуваме да го вклучиме и првиот гледач, можеби гледачка, секако од ваше лично искуство како учесник во сообраќајот, дали сте пешак, дали управувате со возило, небитно, битно е секако да го слушнеме само вашиот став и одговори во однос на тоа каде грешиме, дали е до менталитетот, дали треба построги казни и секако каде го гледате решението. Добар ден! Добар ден, Тина, на телефон Коста од Струмица. Мислам, живееме во лудо ненормално време, каде што секој брза, каде што секој трча по нешто, но на крајот не го гледаме човечкиот живот колку е вреден. Јас не знам ни да возам, бачет ми 83-та година загина од сообраќајка, дали другарите го убија, мислам, не дојдој на пограбење и од тогаш имам како една фобија и мислам, и не знам не да возам, страх ми е да ти кажам искрено, кога брчет ми требаше да го пазаре ферус, да му свире и на враќањето на кај Ново село направи сообраќајка несреќа, другарите му го зема и златниот планец и не се открија во колку на околности брчет ми загина.
И така имаме Коста, на еве, травма. имате ли И викам, впечаток дека има живееме доволно во лудо ненормално сообраќајна време, контрола? каде што Се секој извинувам. Коста, дали ме слушате? Имате ли впечаток дека има доволно полицајци сообраќајни кои што прават увид во однос на тоа кој Треба правилно? да има, мислам, строги казни. Треба, например, да им се зема возачката 10 години, да не им се дава да возе, доколку некој да не даде Господ, мислам, иначе секојдневно сме сведоци на разни сообраќајки и да ти кажам искрено, треба да се внимава, иначе брзаме, секој некој брзат и што возат, мислам, колите, автомобилите брзат некаде да се ода, не гледат дали има пешак или не, тоа е грозно, секојдневно се случуваме со разни сообраќајки. Благодарам многу, Коста, што пред се бевте првиот гледач за ова издание на Црвена линија. Верувам дека по вас ќе се зголеми бројот, а ќе ги охрабрам гледачите кои што еве можеби и те како сакаат да го кажат својот став во однос на сообраќајната култура или подобро да речеме во последно време некултура, со оглед на тоа што, како што и најавив на почетокот, сите сме на некој начин учесници во сообраќајот. Каде го гледате решението? Добар ден. Добар ден. Во последно време во последните денови сообраќајките многу се зачестани, а тоа е поради небрежноста на возачите, возат пијани, поспани, неположени, а тоа се децата на гастарбајтерите, а не на сиромасите. На нив се им се опростува. За сметка на тоа, сиромасите плаќат за богатите. Оти активен ало, а ќе го фанам детето, тато мене ме фана, или јас знаеш ли на кој сум? На кој сум? Мене ништо ми не можете. И така е. Активен ало и одма крт сврти се скине казната, а сиромасци си плате. Тоа виж. А еве дали имате впечаток дека треба да се полага за возење велосипед и електричен тротинет? Што ќе се полага? Тоа не може да се полага. Исти и на пешачки премин во Неготино, најзагрозен сообраќајак, си мине на пешачки и се му е гајле со Маđarска, има морнарица, а нема море. Баш му е гајле. Еви и моето дете исти случај беше потушна трактор, ни возачка му беше одземена, ни трактор, нерегистриран трактор му беше подложен на вореден технички преглед. Ништо не му земаа милицията. Кај што ќе падне и жартото, таму ќе горе, само јас и знам мојата душа. Ништо не му направија. Правиот е крив. Благодарам, драго ни е што споделувате со јавноста, се разбира и на она на што сте очевидец, како и учесник во сообраќај. Меѓу другото, благодарение на социјалните медиуми, постојано се евидентираат се разбира ситуации кои што, верувале или не, кога ќе ги погледнете, дури и не ви е верно што гледате, бидејќи изгледа абсурдно, но она што е застрашувачки е што е погубно, се разбира, во однос на безбедноста, не само на останатите учесници, туку и во однос на оној кој што управува со возилото. Па кога сме веќе кај видеозаписите во однос на тоа, ако може еве да покажеме, еве, кога гледате, имате впечаток дека се е во најдобар ред, но доволно е што е пишано кој се има возачка дозвола. Еве, уште еднаш ќе пуштиме со оглед на тоа што ова снимка е брза, значи она што може да се регистрира и абсурдно е што се вози во спротивна насока и тоа на автопат. Како и да е, ова не е изолиран случај, секојдневно сме сведоци на несовесни не само возачи, туку интересно и пешаци. Каде го гледате решението конечно да се стави ред во сообраќајот во оваа земја? Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Повелете. И до цела екипа на Телма. Благодарам. Мечка од планина ќе ја донесат па ќе ја научат на ред. Може да се воведе ред по овој случај, као во Србија што е. Па за првиот прекршок парична казна, солидна парична казна, за вториот нареден потежок прекршок се одзема возилото на 3 месеци. Као трето, полицајците прво треба да бидат во ред. Тие се корумпирани, се продаваат за еден ручек и останали за кутија Малборо и ред. Све што е во прилог нивни.
За велосипедистите исто, се одзема велосипедот, се одзема електричниот тротинет и така. И се додека не се плати казната, не сме да напушти државата, додека не ја плати казната. Само така може да се воведе ред во ова држава. А иначе народот се учат сите. Како може да се однесуваат во странство, да ги почитуваат правилата и прописите, така може и овде. Па ние не сме Африка. Бидете поздравени и имајте убав ден. Благодарам многу, бидете поздравени верно, секако продолжете да не следите со цел да слушнете што ќе кажат останатите гледачи. Ќе вклучиме уште еден гледач, а потоа уште нешто ќе споделиме со вас, па да видиме и тоа дали сте биле сведоки, како го коментирате ваквото однесување во сообраќај. Одиме прво со гледач или гледачка. Добар ден. Ало, здраво, добар ден. Здраво, добар ден, во црвена линија сте, повелете. Сакам да се надоврзам околу културата, околу сообраќајната култура. Мислам дека би требало да се престане да функционира нашиот систем врз основа на фамилиарни конекции и тогаш ќе ни се подигне малку свеста, а околу казните и сите тие работи, тоа е се поврзано околу тие работи. Убаво би било како на запад да има, знаеш, ете јас шетав сега дека Англија, Нов Зеланд, Австралија, сега дека кај да излезеш, прво палење кола да си имаш задолжително појас, а тоа може и кај нас. А и кај нашите го прат, кога ќе се дојде на граница, кога ќе излезеш надвор од граница, сите тогаш доаѓа свеста, чека, сега ќе ставаме појаси. А доколку си дома, кај нас тоа малку е, се уште знаеш како, дека сите се знаеме секој со себе и така ни работи системот. Но секако појасот има исклучително безбедносна функција која што... Да, безбедноста нормално, да. Меѓутоа, кај нас безбедноста е малку е опасна и така да, мислам се... Ја би се би направил, би било убаво да се стават спид камери, да има повеќе поголеми казни, да се така може само да се подигне свеста на народот. Ви благодарам многу, имате убав ден. Поздрав. Ви благодариме и ние многу и секако продолжете да не следите. И како што пред малку ви најавив, пред да се вклучи нели гледачот, исто така на Твитер, односно еве, полесно ќе кажам, верувам дека овој клип се појавил и на повеќе социјални медиуми. Твитот му припаѓа на Вуди, кој што има укажано на ова видео, ако може да покажеме. Вели, ова е надвор од сите граници. Што мозок треба да имаш, каков на човек треба да бидеш, колку осе треба да немаш за собствените деца. Еве, како го коментирате ова со оглед на тоа што и самите родители кои што се активни учесници во сообраќајот безмалку одлучуваат да ги изложат на опасност и своите малолетни деца, во овој случај навистина многу мали деца кои што веруваме им е интересно како играчка да го доживуваат автомобилот, но ова се разбира надвор би било санкционирано исклучително по најстроги казнени, би биле преземени најстроги казнени мерки. Како да е, продолжуваме со вас. Каде го гледате решението за да се намали оваа сообраќајна некултура и се со цел се разбира да се намали бројот на жртви, настрадани, повредени, бидејќи сообраќајот е секако активност која што може да биде и живото загрозувачка. Добар ден. Здраво, Тина Фина. Поздрав до вас, повелете. Нема повеќе Телма Мелма. Заврши. Се слушаме? Да, се слушаме, продолжете. Вака. Све ова е затоа што нема нормален суд и последица на тоа нема страфоотказнивост. Законите се нормални, европски, нема суд. А вака, секаде треба да има камери. Никогаш полицајци по сообраќајниците, ни во градовите, ни надвор. Кога некој треба да, кога камерите го снимат, а е екстремно го загрозува сообраќајот, тогаш полицијата со специјални возила, со плюс пратечки возила, да го застанат, да му одземат возачката дозвола првично, ако е под алкохол во притвор, во болница, да се констатира колку има алкохол, и за никој селективно
никој со камерите, строго да бидат камерите поврзани со Интерпол и све да се прати. Никој да не може да биде исклучен од одговорност. А вака е селективно. Многу пати сум бил застенат од Охрид кога доаѓам, кога се иде од Охрид кон Битола, никаков стар, да речем не стар, макадамски пат со... Благодарам многу за вклучувањето. Ке потсетам, внимавајте и на тајмерот кој што е 90 секунди. Продолжуваме понатаму, еве повторно уште нешто кое што овој пат е објавено на Facebook. Секако интересно е што постои и група на Facebook која што воедно се нарекува и Зид на сообраќајниот срам. Помеѓу огромниот број на постирани фотографии, односно ситуации на неправилно паркирани возила, има и вакви ситуации со оглед на тоа што е Зид на сообраќаен срам. Еве уште една ситуација која што укажува на тоа дека се вози и тоа е навистина и неверно за нас кога ќе погледнеме дека во спротивна насока вози автомобил. Она што секако еве ваквите ситуации поставуваат уште едно прашање, дали се добивате впечаток дека и самите управувачи на возила како и самите, дали тоа свесно и неслесно, својот собствен живот го изложуваат на опасност. Дали од секогаш еве не сме имале свест околу тоа колку е важно да бидеме предпазливи и да ги почитуваме сообраќајните знаци, бидејќи животот е еден. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Ало, родителите се виновни за сообраќајките. Родителите се виновни затоа што ги пуштаат децата и после ќе им скинат казна ваму таму. Разбирате? И полицајците, они само за казни да пишуваат. Не е само казната да биде мандата да биде, но Имате впечаток дека поинакви казни се пишуваат, бидејќи казни гледачите велат поголеми казни да има. Ако нека има казни, него да влијаат тие на казните а не влијаат. Например, ако му скине некој казната на некого казната и што ќе каже после? Пак другата, пак ќе му скине родителот. Тоа родители се несвесни што прават. Ги гурнаат децата во оган, во смрт, да речем. Според вас само децата ли се несовесни возачи? Бидејќи Па забележуваме... несовесни дете, кој дете сака да вози, нормално. А по возрастните, дали ви се чини дека прават сообраќајни престапи? Па прават намерно тоа. Од бес, например, дедо ми викаш. Така, благодарам и вам и за јавувањето и секако за вашите одговори. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Ви благодарам. Значи вака, нашето генерално невоспитание и немање страф од било каква казна води кон се ова што се случува. Да, најопасно е со возилата, моторите и точаците. Меѓутоа, неправилно одење има и кај пешаците. Појдете од основното. Ти одиш, колку пати сте се нашле на тротоар, значи се знае, ако гледаш некој дека доаѓа од лева или од десна страна, ти треба да се потргнеш. Тоа просто, не знам, од каде излегува тоа чувство. Сакате да кажете дека и во од дури не знаеме да почитуваме правила? Апсолутно. Меѓутоа, тоа почнува од таму, демек, најверојатно погрешно воспитување, некаде тука грешиме. Јас сум и шофер, возам и точак, нормално сум и пешак. Па ја не знам да ви кажам каде е поопасно. Само што кога возиш точак и автомобил, последиците се катастрофални, а кога одиш, па само пројдете онаму каде што се пазарите. Сето тоа се должи на нашето невоспитање домашно, јас се извинувам, генерално е така. Она види кој сум, што сум и никој ништо не ми може. Затоа треба камери секаде, треба големи казни
и треба полицијата да стои, да ја видиме како стои, а не да се кријат позади контейнери или на автопат позади ово она, чисто да не казнат. Мислам, тоа сите ние како шофери го знаеме. Многу лесно се доаѓа до ред, треба време, бидејќи многу нешто е испуштено, али ако се сака, мислам генерално дека се може да се направи. Така, благодарам многу и вам, Еве, што споделивте кои се вашите видувања и ставови однос на сообраќајната култура или некултура. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, девојче. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Абе, ова емисија ваша што е за на Телман, никој не е крив за ова закон, нема, што нема закон, ова држава нема, него родителите се криви, што го пати милиција, одземи му го, родителот изгори го убо, да не може да јаде леп. А што е крив возрастот, тоа дете вози седе, кај што ќе му текне? Па негде по 2-3 се качиле на тоа. Не може да море бабо. Ве слушаме, продолжете. После возрастот, што јас сум од пензија сум од волан. После возрастот крив, а они се качиле 3 деца по 50. Дали се слушаме? Добро, благодарам многу. Најверојатно гледачот се исклучи, како и да е, успеавме еве да слушнеме кој е вашиот одговор. А кои се решенијата според вас како до подобра сообраќајна култура и секако се со цел да се чувствуваме безбедни сите како учесници во сообраќајот? Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Ви благодарам. Вака, од сите гледачи до сега што се јавија, само господјата даде еден одговор што може би личи на одговор. Не слушате? Да, ве слушаме, продолжете. Ви благодарам уште еднаш. Значи, јас сум од Скопје и сообраќајот е најгуст во Скопје и сите несреќи, буквално 90% се случуваат во Скопје. Значи, сакам да ви кажам за една ситуација која што доведе до 7 тешки несреќи во кои што животот ги изгубија 7 девојчиња, буквално од 16 до 19 години во минатите 6-7 години. Има една ситуација каде што пешачкиот премин се користи како да е буквално тунел. Младиве учесници во сообраќајот пешаците буквално мислат дека тоа е само за нив пролаз и како да поминуваат низ тунел, не погледнуваат нити лево, нити десно. И затоа се случија такви несреќи и јас како возач, еве приметувам, можете да видите и вие. Не постои младо девојче на пешачки што поминува, а да не зборува на телефон. Значи, тоа е буквално секојдневно на секој пешачки прелаз поминува со телефонот на А како го ушно. коментирате тоа што во европските, да речеме, метрополи задолжително се застанува на пешачки премин? Па ова треба да се направи нешто многу поконкретно. Во училиштата треба да се воведе. Благодарам многу пред се што еве се вклучивте и кажавте како вие гледате на сообраќајната култура, некултура. Во продолжение секако и ќе ве охрабрам уште еднаш да го завртите телефонскиот број 02307-0005 со цел да добиете нови 90 секунди, бидејќи кај нас во црвена линија правилото е секој излагање 90 секунди, па ве замолувам да го следите и тајмерот за да не бидете автоматски исклучени кога ќе се избројат тие 90 секунди. Добар ден за следниот гледач, можеби гледачка. Добар ден, ти на Игор од Битола. Игор од Битола, каде гледате решение за сообраќајната некултура? Па јас мислам оти треба точаци да се возат, точаци. Јас имам слушнато во Европа да не правеле гасовити, да нема гасови, масло, а ова, она со точаци да се возат или пеш. А со коли толку не верувам дека ќе шо. Дали сметате дека превозното средство е виновно за сообраќајната некултура или оние кои што управуваат со превозното средство? Тие што управуваат. Добро, а како тоа може да се спречи, да речеме само значи да има повеќе велосипеди според вас?
Јас имам велосипед. Со велосипед патувам. Со велосипед. Така, дали се чувствувате безбедно низ Битола кога возите велосипед? Па, помирно е во Битола, помирно е малце. Така, добро. Нема многу коли, роднините се чудат, вели, што се јаваш толку на телевизија. Ама викам, сакам да се докажам. Ама јас мислам, ти нормална работа е само во Франција и во Англија, наместо автомобили му дадоја точавци, му рекоја, немојте појте да возите, со точавци возите или пеш. Имам слушнато на телевизија. Така, благодарам многу, Игор, за јавувањето. Еве сега уште една фотографија која што дава сведоштво за ситуација во која што бил учесник во сообраќајот. Повторно можеме да забележиме возило кое што се движи во спротивна насока. Овде е напишано Скопје и Лиднеска се случило на 16 ноември минатата година. Како и да е, постојано се случуваат вакви ситуации. Каде го гледате пред се проблемот? Еве, учесници во сообраќај кои што апсолутно се наоѓаат во ситуација каде што и самите тие си го загрозуваат својот живот. Без малку и животот на останатите учесници. Зошто е тоа така и каде го гледате решението? Добар ден. Здраво. Здраво, поздрав до вас. Поздрав и до вас. Вака би рекол ја. Значи, казниве, знаеш како треба се воведат? Процентуално. Значи, процентуално се воведат казните, не линеарно, за сите еднакво. Значи, за ти што взимаш, речеме, 30.000, може повеќе взимаш, не е битно, плата, и да речеме 100 евра е казната за некој прекршок таму што ќе го направиш, а додека за некој што взима 80.000 евра плата, исто така е 100 евра. Не, него да биде толку посто од платата, да речеме казната, од примањата што ги имаш. Значи, ако имаш 30.000, 10% од примањата, ти плаќаш, значи, 3.000 денари и ова. А тој што взима 80.000 евра, е на него исто така, значи, тие проценти ќе му се наплатат, пак нека дивее со колата, а иначе и пешаците убаво спомна преска еден, значи, му запираш, му скроз и се тегави со тоа мобилниот рука како да го ослободил градот. Значи, толку безобразија, дрскост, нарочито кај помладите, нарочито женски особи. И кој машките има, ама кај женските човече, абе не те зарезуе, значи ти правиш колона позади тебе у шпиц и она си тера мобилката, јас сум дужна тука да појдам на пешачкиот. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам и вам за одговорите. Ево уште една ситуација. Ова е прикажана на зидот на сообраќајниот срам на Facebook. Па сами можете да видите што посведочил, односно што снимил возачот кој што и го објавил ова видео. Еве, без малку и вакви ситуации. Па еве, како го коментирате ова? Што мислите всушност зошто се случуваат вакви маневри кои што апсолутно се забранети, што се однесува до сообраќајните правила за учество во сообраќајот и каде го гледате решението да се искорени ваквиот тип на сообраќајна култура? Добар ден. Добар ден, ако сум на ливија. Да, со оглед на тоа што ве знаеме како редовен учесник во Охрид, особено во туристичка сезона, каква е сообраќајната култура? Голем проблем е сообраќајот, а најмногу во Охрид, затоа што преголема фреквенција на движење на луѓе, на моторни возила, значи има проблем. Меѓутоа, моето размислување, прво ни фали едукација. Значи, мора да има едукација. Второ, до малите мотори, значи се полага возачки испит, било како да е, значи има некакви познавања. Меѓутоа, за овие како вика, за точкови, за електрични, како и тротинети, значи воопшто за мене ми се чини дека тие мора да отидат на некакво си упознавање, проблемите, значи условите, кога, каде, значи може да се вози, кај да се премине сето тоа и обавезно да носат кацига и возачите на бицикли и возачите на тротинети. Со тоа фактички си го заштитуваат своето здравје и живот. Сега,
во однос на казните. Ја ми се чини дека за све треба да има построги казни. Ако има построги казни, сигурно дека колку некој може да ги плати, а има многу од кои што не може да ги платат, ќе побара да ги одработи некаде во комуналните предпријатија, само да не ги даде тие пари. Затоа мислам дека сепак речем и полицијата треба да биде побудна кога ќе примети да речем некаков несоодветно однесување на возачите, било бицикли, тротинети или возила, да бидат санкционирани. Благодарам многу и вам за одговорите и ве што споделивте според вас што се случува во Охрид, кој што е центарот на, се разбира, туристичкиот бум, особено кој што стартуваше веќе од овој месец. Како да е, на зидот на сообраќајниот срам има и една објава, односно сето ова се случуваше на 25 април, што значи не и толку многу одамна. Соопштение до медиумите и до јавноста вели: почитувани соседи со граѓани, известуваме дека на ден 25.4.2024 година, четврток и 26.4. 2024 година петок со почеток во 17 часот и 30 минути до 18 часот и 30 минути ќе одржиме мирен граѓански собир и ќе ја реализираме најавената блокада со наше барање петиција од 28.6. на пешачкиот премин Антикон на булеварот Партизански одреди, а поради неисполнувањето на барањата на станарите и граѓаните и непоставување семафор на истиот. Блокадите ќе се одржуваат се до поставување на семафор. Секако зошто го бараат, се разбира, овие граѓани, тоа е што секој од станарите и граѓаните може да се го искаже своето мислење и своето искуство со ово и со сите други необезбедени пешечки премини. Ќе апелираме секако да има и ќе апелираме да нема недозволено однесување, а секако целта е всушност, бидејќи ова е малку подолго, велат нема повеќе да ја толерираме и ќе бараме одговорност од надлежните град Скопје, Министерството за внатрешни работи, надлежно за давањето согласно за поставување семафор. Не случајно е ова барање со оглед на тоа што токму на оваа локација починал велосипедист кој бил прегазен на Партизанска во Карпош 4. Како и да е, ова е веќе секојдневие и не само во главниот град, туку сообраќајни несреќи се случуваат низ целата територија на земјата. Каде го гледате решението? Еве слушаме каде што граѓани молат и бараат да се постави семафор кој што веруваат ќе овозможи да се чувствуваат побезбедно, иако пешачкиот премин тоа очигледно не го прави. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум поранешен возач, професионалец и имам еден друг предлог. Сообраќајната полиција во Скопје, например, кога ќе наидуваат возилата и ги блокираат раскрсниците од кога ќе се затвори семафорот, тоа се случува во шпицот. Тој знае дека му е жолто и уместо да застани, он продолжува да се движи и ги блокираат раскрсниците секаде во градот. Да застанат полицајци тогаш, само да ги сликаат тие што навлегле после значи семафорскиот сигнал и што ги блокираат улиците без никаков пардон, прво нив да почнат да ги казнуваат. После би сакал автошколите и инструкторите да им објаснат на возачите дека иако имаат предност на минување, гледаат дека не можат да го продолжат движењето, да ги ослободат тие простори кај што треба да се приклучат други возила, да влезат или да излезат во другата споредна улица, да им остават простор. Никој на тоа не обрнува внимание, се ствараат гужви, нервози. Се извинам што морам да кажам, вие жените сте понервозни и одмah легнувате на сирената и се ствара револт.
после јас ке најдам револтирани. Ја нема да пропуштам никого, значи нема тоа никаде ни за Европа. Зошто еве нашиот народ нема трпение, кое што е исклучително важно за собраке? Па тоа треба да отидеме да правиме психолошки тестови, па да видат што се случува со нас. Така, благодарам многу и вам и драго ни е што низ вашето животно искуство како професионален возач споделивте ваше видување. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Здраво, Тина, да се доискажам и да го Секако, повторам повелете. решението. Нормален суд и последица на нормален суд, страф од казнивост, клучно решение. Да докажам, од Охрид, кон превојот, кон Битола, превојот, планинскиот превој Буково, од Охрид до Буково, од пред 100 години, 70 ограничување на брзината. А од превојот Буково кон Ресен, тројно поширок, пак 70. А возилата, сите турка возилото, тежината на возилото, секое возило 100 км на час. Некој 140-150. Ме застанува полиција, јас 100 км на сат. Вели, возеше пребрзо, 40 евра. После мене 145 на сат, тој се плачи возачка дека му се одземи. А пред мене застанатиот 130 и некој километар. И све сликано со најсовремен радар, сликано и ми го покажува. И јас одма реагирам. Пошто јас сум бунтовник со причина. Како многу малку сме, ама не има. Не можем јас вели, не сум супермен за сите да ве застанам. Немаш и простор. Нема да не застануваш. Нема што да не застанува полиција. Камерата на адреса. А некои кажуваат, полицијата се крие. Не, воопшто не треба. Камери и на домашна адреса. Ако некој е ризичен, полицијата одма со пратечки вози. Благодарам многу. Секако драго ни е што повторно се вклучите за да добиете свој нови 90 секунди. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ајде, добар ден, Тина. Поздрав. Како беше дечкото од Ѓорче? Да, младиот дечко од 64 години. Собракајната култура не со 1-0, со 10 нули. Ние уште 100 години нема да имаме култура во тој сегмент, а другите сегменти во живење да не ги зборам. Ни казни, ни едукација, ни собракајни полицајци, само тие што се задолжени за тоа собракајот. Да одат во Словенија месец дена на едукација, на учење. И сите тие искуства да ги применат тука да идоде. Или па словенци да дојдат тука. Да видат какви култури има во Словенија. Да не одиме Германија и Шведска. Тие се 200 светлосни години подалеку од нас во култура во све. Ние сме чудо од народ за возење и за некултура. И пешаци, и возачи, све. Пред некој ден имав работа во државна болница. Тоа како што е рак рана за влегувањето во државна болница. Па се знае, значи едната лента само за десно. И втората, дури некој и третата лента не му дават да автобус да помена. Па тоа не е култура. Не култура, затоа игам 10 нули. Уште 100 години ние нема да се научиме. Џабе се тие собраќајни инженери, џабе тој... А како ја објаснувате што истиве овие луѓе што велите не можат ниту 100 години да се научат, ги почитуваат правилата кога се надвор од земјава? Па затоа ви кажувам, едукација. Или да дојдат словенци или не таму, да видат како се применува тоа. Благодарам многу за јавувањето. Еве, интересно е што ни секојдневието може да се слушне дека еве Словенија, која што секако не е толку далечна земја од нашата. Интересно е што доколку се забележи, се разбира да има разговорно кажано турирање, така велат возачите, или тргнување со
зголемена недозволена брзина од стартна позиција на семафори е што, односно сообраќајната полиција веднаш го стопира возачот и она што е интересно го носат кај психолог со цел да објасни зошто всушност такава одлука носи да се надпреварува, а сепак нема никој во негово присуство, односно не е на тркачка стаза. Како и да е, еве, дали можеби вакви, можеби контроли треба да се воведат и во земјава. Добар ден. Добар ден, синче. Па како сте ми, баба Руска? Јас супер сум со вас. Цел ден вртам. Цел ден вртите и мора да признам одамна не сме се слушнале. Па да, па надвор е многу ладно, јас поред сум се запалила и сум дрмолутка, мем ручек се направи со вас и разговарам цел ден. Што да правам? Драго ми е, еве, дека повторно се слушаме. Баба Руска, како вие, еве, со оглед на тоа што имате... А тешко се добивате или секојаш вртам. И на црвенија линија, и на тркалото. Прво тркалото, па Истре се добивате, аман. Е, па барани сме, аман, не аман, но дали велите аман кога учествувате од еве и како пешак и кога ве возат? Јас сум била цел живот пешак и со автобус сум се возела и со кола. Јас се а сега сум секојаш кондуктор. Не возам, ме носат, ама јас се кажам вака, док нема строги казни, се вака ќе биде. Многу сме назадни со културата. И за вожната, и за хигиената, и зеде колачот фрле на улица. И спуши цигарата фрле. Па тоа срамота е без срамота. Ја у болница сум била кад се дала пределоко. Баба Руска, многу ми е драго што еве по подолго време ни се вклучивте во црвена линија и верувам дека ќе се слушнеме и во ново издание на Заврти на Тилма, кое што следува по црвена линија. Повторно една ситуација која што, еве, е регистрирана, зборувавме на почетокот и навистина, еве, како го објаснувате ваквото однесување, дали сметате дека ова треба да биде пракса, каде што во светот апсолутно и не е, туку напротив има најстроги казни. Ајде да покажеме, еве фотографијата, Шпрт напишал вчера го сликав, му свирам и као уште изненаден. Она што може да биде евидентирано низ фотографијата е што не е се разбира, не секојдневие да се забележи кога родителите управуваат со автомобилот и еве ги позиционираат своите малолетни деца во својот скут и секако им овозможуваат задоволство да имаат чувство како е да се вози автомобил. Ова во светот е ригорозно казниво. А зошто еве според вас и се одлучуваат на ваква постапка, бидејќи сепак е животно загрозувачка кога сте веќе активни во сообраќајот? Добар ден. Добар ден. Повелете. Тина, јас се јавам само кога нешто ќе ме заколица. Знаеш, јас сум редовен ваш. Драго ни е. Така. Значи, култура, за која култура да зборуваме прво во држава, не знам, меѓутоа сакам да ви кажам еден пример во врска со сообраќајнава култура. Една од моите пријателки има дете кое полагаше пред известен период. Инструкторот беше без возачка. Значи, кога разговарале... Му беше одземена или... Не, него не ни полагал тој. Воопшто требало сега да му дадат, значи ќе му даде ова, како се вика тоа, школото, автошколата сега треба да му даде една возачка, колку да има. Значи, каква култура барате, каков шофер барате од тој утре што ќе биде. Со овие приватни автошколи, Бог да чува. Не знам што научија, што ќе научат и како ќе научат. Кога тој прво нема дозвола, што ќе научам јас од него. Јас кога полагав во црвен сигнал пред 100 години, идеа тројца полицајци и така натаму, не знам дали сега е таков редот. Меѓутоа, ова што го гледаме сега, детено го ставил, деца возат. Па добро бе, луѓе, не се плашите, ајде да се гине, па нека не нема, не е проблем. Се останува сакат,
што правиме после, не чини здравство, оно за душа и здравството не чини, не е битно, меѓутоа, што правиме, дали се Благодарам многу секако што еве бевте заинтригирани и се вклучивте во ова издание на Црвена линија. Со оглед на времето пристигна и времето да ги погледнеме рекламите, а секако по рекламите да ги соопштиме резултатите од Instagram стори анкетата. Па ајде сега сите заедно да видиме како одговори оние кои што не следат на Instagram стори анкетата. Ако не сте меѓу нив, заследете не секако. А на прашањето денес дали треба да се полага за возење велосипед и електричен тротинет, со да одговорија 39%, со не одговорија 61%. Големо благодарам за сите вас кои што земавте активно учество преку јавување во Црвена линија. Секако ве очекувам за многу кусо време пак да ви ги слушнам гласовите, но се разбира ќе се видиме од мојата втора канцеларија каде што врти тркалото на Телма и носи супер вредни награди. Колку за подсетување, главната награда ви е нов телевизор за четврток, што значи ете имате шанса да се подновите преку заврти на Телма со нов супер телевизор. Малку и ќе помогнеме, еве и прашања кои што секако ќе бидат дел од денешното издание на Заврти на Телма. Која наша пеачка, забележете, ја испеа Шила на Макфест во 1987 година, кој недостасува од првата постава на македонската група Нокаут. Франц, Пере, Ацо и доволно е само името да го кажете. Потоа дуото Нил Тенант и Крис Лоу ја сочинуваа британската група Која. И еве уште едно прашање, на лентата на грбот на која држава пишува на шпански плюс ултра. Одговорите точни од вас, а од нас кон вас секако супер вредни награди. Не заборавајте, главна е телевизорот. Се гледаме за кусо време.